Карактер дизајн не е многу прочуен во Македонија и верувам дека тука за било која таква креативна работа нема иднина. Така да јас штом ќе завршам со средното училиште, планирам да се запишам негде во странство. Јас сум Мила Филиповска, ученик во средното училиште за ликовна уметност и дизајн Лазар Личиновски и сум на смерот графика. Уште од многу мала возраст јас се занимавав со уметност и чувствував една голема поврзаност од таа област. Мојата пасија е карактер дизајн и верувам дека секој лик што го создавам може да има своја душа и секој око што ќе го насртам е огледало кон неговата внатрешна особина. Иако сум чувствувала силна поврзаност со уметноста како мала, сепак од погрните зборови што сум ги добивала од страна, не од мојата фамилија, секако имам целата нивна поддршка, сум сакала да бидам и професор по англиски јазик, што повторно ќе кажам, веќе не се гледам во тоа. Но како што поминуваа години, решив да продолжам да се борам за тоа што стварно моето срце го сака. Иако мајка ми сепак ме посочи да идам за медицина, но сепак решив да продолжам со уметност. Кога почна вирусот, односно COVID-19, нели сите кога бевме затворени во нашите домови, од тогаш решив да продолжам со уметност фактички и ми купија таблет моите. И така со гледање на аниме и гледање на филмови и читање на книги добивав многу инспирации и идеи за тоа како да создавам едно уметничко дело. Како што спомнав, мојата пасија е карактер дизајн, односно создавање на ликови за видеоигри, филмови, стрипови, небитно. Сакам кога можам да раскажам некоја приказна преку некој лик и сакам кога можам тој лик да го представам без јас да зборувам, односно тоа да го представам и одма луѓето да видат што односно се работи со него, каква е неговата особина, неговата душа. Тоа е еден вид на креативно изразување за мене. Мојот стил е елегантен и со многу префинети детали. Сакам и балансираност, но повеќе се водам кон реализам, иако стартно почнав со аниме, од многу гледање на таков тип на анимирани серии, но како што поминуваа години и како што повеќе и повеќе истражував, сепак решив дека повеќе сум за реализам, но сепак не е реализам, односно се вика семиреализам, а тоа е помеѓу аниме и реализам. Да се навратиме малку кон минатото, кога имав само 13 години, имав понуда од режисерот Роберт Ристов да учествувам на представата Јас сум Акико од познат српски автор, кој самиот тој ја гледаше мојата работа. Како карактер дизајн, односно концепт артист, каде што моите ликови беа дел од сценската продукција. За една млада личност, тоа е еден голем остварен сон, особено за мене, бидејќи живеам со самохрана мајка која се бори за 2 деца и сакам да ја помогнам премногу, дека ја имам целата незина љубов и поддршка. И така јас сакам, како она што се бори за мене и за брат ми, сакам јас така да се борам за нејза. Карактер дизајн не е многу прочуен во Македонија и верувам дека тука за било која таква креативна работа нема иднина. Така да јас штом ќе завршам со средното училиште, планирам да се запишам негде во странство и мој голем сон е да отворам една голема компанија или да бидам дел од компанија, сега да не забегувам многу со соништа. И така да се продолжам како концепт артист, карактер дизајнер. Друго нешто што спојувам со карактер дизајн и што е една друга моја пасија, освен што е карактер дизајн, е модниот дизајн, пошто верувам дека е уште една креативно изразување преку облеката и не само што создавам карактери, туку многу знам да се фокусирам и на нивната облека, дека верувам е голем израз за како може да биде една личност. Освен тоа, што имам
големата поддршка од страна на моите. Исто така ме пронајдовте на Creative Exchange, кој за жал имам само еден пост, но пробувам повеќе да се рекламирам на социјалните мрежи, бидејќи стварно ова е еден мој голем сон и сум пробувала многу години, но не сум успеала, така да ве замолувам, ако ме пронајдете, да ми ја пружите и вашата поддршка, бидејќи стварно ќе бидам пrebлагодарна. За жал, во денешните години со развивање на AI, односно вештачка интелигенција, креативноста се повеќе и повеќе изумира, но ние како уметници треба да ја задржиме таа наша цел и тој наш талент што го имаме, така да со секоја ваша линија што ќе ја поставите на еден лист, стигнувате се повеќе до вашата цел. Така да не се откажувајте и бидете искрени со себе, верувам дека вашето време ќе дојде.